Денеска православната црква ги празнува преподобниот Максим Исповедник, блажениот Максим Грк, светиот маченик Неофит и светата маченичка Агнија. Преподобниот Максим Исповедник. Од Цариград е пораѓање и најнапред висок дворјанин во дворот на царот Ираклиј, а потоа монах и игумен на еден манастир недалеку од престолнината. Најголем бранител на православието од така наречената монолитска ерес, која произлегла од Евтихиевата ерес. Имено како што тврдел Евтихий дека во Христа има една природа, така монотелитите тврделе дека во Христа има една волја. Максим се спротивставил на тоа тврдење и постанал противник на царот и на патриархот. Тој од тоа не се исплашил, туку издржал до крај во докажувањето дека во Господа постојат две волји како што постојат две природи. По негово настојување се одржале еден собор во Картагина, а друг во Рим, и двата собори го анатемисуваат учењето на монотелитите. Страдањето на Максим за православието не може да се опише. Бил измачуван од кнезовите, лажен од првенците, плукан од народните маси, тепан од војниците, прогонуван, затворан додека најпосле не бил осуден на доживотно прогонство во скитската земја, каде што 3 години поминал во затвор, па ја предал својата душа на Бога во 666 година. Tenena, tenena, terirerem, tenena, tenenanem, terirerem, teririrerem, teririrerem, tenena, tenena.
Блажениот Максим Грк, роден е во Грција откаде што бил повикан во дворецот на рускиот цар Василий Јовановиќ за царски библиотекар и преведувач. Многу работел, но многу и страдал за вистината. Поминал многу време во затвор каде што го напишал познатиот канон на Светиот Дух, кој сега се употребува во црквата. Се упокоил во Господа во 1556 година. Светиот маченик Неофит, роден е во Никеја, уште како дете со помош на благодатта Божја правел големи чуда. Извадил вода од камен, ја воскреснал својата мртва мајка. Со бел гулаб бил одведен во Олимписката гора, каде што од една пештера истерал лав и самиот тој се населил во пештерата. Во својата 15-та година бил мачен за Христа за време на царот Диоклицијан и тоа во Никеја. Никако не сакал да се одрече од Христа. По тепањето и затворот бил фрлен во оган, но Бог го сочувал жив. Тогаш го фрлиле пред гладен лав, но лавот се умилкувал околу Неофит. Светителот го познал лавот дека тоа е истиот во чија пештера се подвизувал. Го помилувал и му наредил повторно да си се врати во пештерата. Тогаш Неофит го прободеле со копје и тој со душата се преселил во Господовите дворови. Светата маченичка Агнија. Оваа маченичка е 13 годишна девојка која била фрлена во оган за верата Христова, па потоа со меч била исечена. Пројавила голема чудотворна сила за време на животот и по смртта. Пострадала во времето на Диоклицијан во 305 година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и